Добро, драго ми е што денес заедно со подпредседателката на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и вице-премиерка Мила Царовска се сретнавме заеднички со останатите наши кандидати, со носителката Јагода Шакпаска, кандидатите од Штип, со луѓето кои што навистина се бореа за работничките права и кои што ни ја пратија навистина во овој целиот изминат период пораката дека правата на работникот се светост. И многу ми е драго што разговаравме за она што го направивме во овој период, за тоа што продолжи или започна процесот на зголемување на минималната плата, која што беше оставена на мизерни 9.000 денари, денес 14.500 денари, и се обврзуваме тука од Штип, од градот кој што навистина е познат по заштитата на работничките права, по работничките кои што навистина ја заслужуваат целокупната поддршка на институциите, на нас кои што се одговорни за креирањето на политиките, и ќе продолжи растот на просечната на минималната плата пред се во наредниот период и до крајот на следниот мандат таа ќе достигне 20.000 денари. Односно предвидуваме раст на минималната плата од 40%. Исто така, она што го предизвикавме во овој период, во делот на растот на платите во сите сектори, доаѓа и до зголемувањето на просечната плата во државата, и просечната плата ќе продолжи да расте до 34.000 денари. Особено ме радува што беше прифатена и нашата идеја и концептот кој што ќе биде воведен по формирањето на новата политичка влада во август, а тоа е за концептот недела, неработен ден. Навистина, многу малку време употребуваме за своите семејства, навистина недела треба да е ден за семејството, ден за нашите најмили, ден за нашите најблиски, и тоа им го должиме на работничките и на работниците, не само да ја зголемуваме минималната плата, не само да расте просечната плата во сите сектори, вклучително и во кожарската и текстилната индустрија, но еве, денес разговараме за примена на нови мерки и на нови политики, меѓу кои што даваме гаранција за имплементација на овој концепт на недела, неработен ден и недела, ден за семејството. Продолжуваме таму каде што застанавме, заради тоа што можеме уште повеќе и можеме уште подобро. Од тука, од Штип, ја бараме честно, искрено и одговорно поддршката на работничките и на работниците да застанат зад оваа листа на кандидати, да застанат зад коалицијата Можеме, заради тоа што тоа со поддршката што ќе ја добиваме, продолжуваме да се бориме за сигурност, за известност и за уште поголема заштита на работничките права. Со ВМРО ДПМН влегуваме во процес на неизвестност и ВМРО ДПМН на овие избори е опасност за враќање назад и опасност за поништување на дел од мерките и политиките за кои што навистина макотрпно се боревме сите заедно. Благодарам.